почитуван началник на генералштабот на армијата, генерал Јурчиновски, почитувана амбасадорка Агелер, почитувани членови на Собраниската комисија за одбрана и безбедност и пратеници во Македонското собрание, почитувано раководство на Министерството за одбрана и армијата, драги и ценети гости. Она што погледаме пред нас денеска е новиот лик на македонската армија. Модерна, софистицирана, опремена сила со една намена и една задача – да одговори на современите предизвици. Македонската армија долго време беше оставена и без поддршка, со низок војнички стандард, без доволно средства за одржување, а камоли неизин развој и опремување. Пред 10 години главни предизвици беа војничките чизми и униформи, превозот и храната. Денес тоа се редовни набавки за кои зборуваме како да ги подобриме, а не дали да ги подобриме. Денес зборуваме и планираме набавки на лесни оклопни возила, нови оклопни транспортери, нови системи за противвоздушна одбрана, артилериски системи, нови хеликоптери и ново современо вооружување. Колку ја сакаме државата, покажуваме со инвестициите во одбраната, и во опрема, и во вооружување, и во човечки капитал. Наскоро ќе започнат консултации со синдикатите за новите измени на Законот за служба во армијата, со кои ќе одговориме на предизвиците и ќе ги унапредиме уште повеќе условията за работа и живот на припадниците на македонската армија. Затоа што припадниците на армијата тоа го заслужуваат. Тие не се плашат да одговорат на секоја задача, затоа што за нив нема пречка, има само предизвик. А мене, вие, припадниците на армијата, ми давате сила да истрајам во нашата заедничка мисија, горди на армијата. Им благодарам на членовите на интегрираниот проектен тим, кои се тука, за посветеноста во реализацијата на овој проект, меѓутоа и на сите останати проекти и планови за обновување и модернизација на армијата. Им благодарам и на шефот и на членовите на Канцеларијата за одбранбена соработка на Соединетите Американски држави за нивната вклученост и посветеност во реализацијата на нашите заеднички проекти. Амбасадорка Агелер, ви благодарам вам лично и на Соединетите Американски држави за сојузнички подадената рака. Заедно со сојузниците ја градиме безбедноста и инвестирајќи во иднината, инвестирајќи во одбраната, инвестираме во иднината. Ви благодарам.